Добро вечер. Не секогаш или ретко се појавува оваква ноншалантна дневна гардероба или како што е модерно да се каже стайлинг. Знам што значи официјален пристап кон вас гледачите и тоа го уважувам. Но јас денеска во вака облечен прошледов малце низ градот. Веќе подолго време поминувам, одминувам, го загледувам, го наслушувам еден од нашите сограѓани. И решив отвореното студио од овој затворен простор да го изнесам надвор. Снимив, би рекол, една телевизиска сторија. Не ја крстам ни репортажа, ни ексклузивно ТВ интервју што е својствено за нашите бомбастични најави за политичарите или големите теми. Едноставно, согласно на мојот дух и на моите сваќања, како еден своевиден граѓански муабет. Тоа е необично обичен. Нашиот сограѓанин, мој, ваш, заеднички. Оптимистичен, урбан лик. Го одминуваме, го загледуваме, некојаш го наслушуваме. Почесто се загледуваме во неговите вешти раци. Од време на време ќе купиме и по некоја врвка, како символичен гест на тоа да се заврземе во некој јазол кој тешко се одврзува. Тој е мирен, разговорлив, тивок, разумен. Често е и разорен. Елес Кахриман, стар скопјанин. Го паметат урбаните легенди во Скопје по неговото сандаче за чевли пред Бристол и пред турист. Денеска можете да го најдете преку сликата и зборот и на моите колеги и нашиот камерман. Погледате историјата на Елес Кахриман. Колку години сте овде? Овдека сум скоро 30 и кусур години, а пред тоа бев ова сега новата Македонија што е улицата пред Хотел Турист. Хотел Турист беше препознатливо по тоа. Старите урбани мангупи са бајле кјаде чкембе, чорба и после тоа доаѓаа да ги чисти чевлите. И плюс имаше и од хотелот гостите си ги чистеја кондорите. И ги миевте колите. Мајка ми беше тука као чистачка толку години, пензија зема. Татко ми беше чистач на кондори, ми ја ги чувавме колите, без да знаат тоа гостите, са бајлето кога ќе искочат, колата им е перена и фрла по некој денеч. Некој денеч. Тогаш и тогаш се живееше со тоа некој денеч, да? Се живееше. Многу подобро тогаш имаше живот него сега. Знаете дека ова го снимам. И разговорот ќе отиде вечер на еден телевизија после 19:20. Ви благодарам што прифативте да речам покана да ми бидете соговорни, ми пришавува големо задоволство. Овие што поминуваат, јавни фаци, бизнисмени, администрација, им ги гледате чевлите, дали им се чисти? Они сами некои доаѓа си ги чистат кондорите. Кога беше од ова кажи го Ибраим често доаѓаше да се ги чисти кондорите. Самка доаѓа редовно. Ама сега овие хотели сите имаат овие автомати за чистење на чевли? Да, али фала му на Господ, пак се доаѓат. Има станци што имам, мои муштери си ја знаат цената. Дали ќе ви биде на даден начин подценување ако ве замолам да ми ги чистите чевлите? Нема проблем, затоа сум тука. Да. Еве ја ќе го земам и столот, за да можеме да бидеме рамноправни после. Покултурни. Овие калапите ги ставате, не? Така. Сега ја имам проблем. Да? Многу од моите чевли се со тегет боја, а нигде не можам да најдам тегет боја.
За ова се става безбојна. Тегет, тешко да наоѓаш. Ја повеќе Немој со тоа да ми ставиш, оти ми ја вади бојата. Сум пробал со тоа. Само со спреј ставам. Добро. Ај другата их чисти ми. Дај ми. Чекај, дај другата. Овие четки се специјални меќе? Овие се направени бивша Југославија. Имаше еден од окисела вода, еден мајстор, исклучиво само ги правеше он. Да. Од ова каже го којскиот реп. Ама тогаш кошта 50 евра пар. Чит. Двете, ама и сега... тие толку траат многу? Со години се овие. Али сега више тоа нема. Умре човекот и умре заанатот, ова неговиот. Чека да ги вршиме само. Пове. Дали те препознаваат овие јавни личности како мене, например? Ја постојано, видиш, тегет врвки ти барав, сега си добил. Да, имаме се. Кажи ми, која е твојата животна филозофија, борба за живот и при тоа гледате тука меѓу богатство и сиромаштво? Како да ти кажам, ја не знам, се гледа тука кои имат, кои што немат. Ги препознавате по чевлите? Па нормално господа човек се познава одма и оддалеку се познава, али фала му на Господ, ја не сум толку богат, нормален живот се тера. Што значи нормално? Колку души сте, кој се работи? Сега ќе ви кажам, јас сум дома 9 члена. Ја работам со овај занат од памти век. Жена ми работи по жени некогаш, чисти по куќи, и она. Али децата моментално не ми се на работа двете. Еден имам женет со 4 деца, а еден уште не е женет. И не работат никаде? Не работат ништо. Тоа ти ги учиш да не работат или тешко не наоѓаат работа? Не. Него они беа едно време на работа, сега да не кажувам зошто искочи од работата, имаше некои, кажи го, со шефовите недоразбирање и ги избрка. Еве ги ден денес без работа се. Али кога има за гласање нешто, Одма доаѓаат. Колку пари ви треба во семејството за да преживеете? Да преживеете, тоа значи се да си платите и да живеете со храна и со... Сметките да не ги рачунаме. Добро. Не можеме да ги... Да ги платите? Да ги плаќаме. Што чекате некоја партија да ви ги прости? Еднаш беше... Па Груевски тоа ве научи? Не научи, него донесува одлука и ги избришаа се. Али сега моментално најмалку, како што сум ја на дома 9 члена, па веројатно од 500 до 600 евра месечно ќе ми треба за опстанок цел месец. Сега морам да ви кажам дека правам математика во глава одман и се прашувам колку можете од овие врвки да заработите за да однесете дома и колку дневен промет правите тука? Дневен промет некогаш има, некогаш па еве осабајлето септември направено учиштање кондури. Еден пар сум продавал. А колку ви е? 100 динара? Чекај да си платам за... Еве, 100 динара да си платам за чистење на чевли. Благодарам. Да сте живи и здрави. И кажете ми сега? Некогаш има, некогаш нема. Али јас сум захвален. Захвален сум и со 200-300 денари на ден да заработувам и да одам да земам нешто што треба за дома.
Тоа значи захвален затоа што живеете, Фала му на Господ. а не ги мрзите, не мрзите ние што имаме коли вакви, чевли кожни. Сега, кој како заслужил? Кој како заслужил? Разбирате, али ја нема што да сум, кажи го, љубоморен. Значи, тој човек си го заслужил, па си го добил. И сега... А тие што не го заслужили, не го добиле, бидејќи ние сите новинарите ве бомбардираме. Криминал, голем криминал, 5 милиарди изнесе од државата. Ни верувате нас или мислите дека е тоа реално? Затоа не можам да ви кажам ништо, не се бавам со тоа, со политиката, али не знам што да ви кажам за тоа. Немам одговор. Немате одговор? Немам. Ева, чекајте, ако немате одговор за тоа, кој ќе ви тропнат сега на гласање, нели, обично викаат ромите најлесно се купуваат Амди Бајрам ќе истовари зејтини, брашно и ќе ве купи. Тогаш немате абер за кого гласате? Не, за жал ја не сум од Амди Бајрам што припаѓам таа заедница, јас сум од општина Центар. До Стара Топана сум до Есма Речепова, али кај нас никогаш не тропна ова на врата, може на други мало. Затоа што бевте стари Скопјани, Есна. Да. Не, него преска што кажувате дека тропат на врата, никогаш кај нас не тропа, да кажуват еви брашно, еви 20 евра да кажеме, гласај за тоа, ме разбирате. Луѓето се имат симпатија за која партија ќе гласат. Али сега моментално све е наопаку терсене. Сега има ли логика, 65.000 роми има у Македонија, 70 има. Има 8 партии. Имате 5 јавни личности, имате 20-тројца пратеници. И да сакате, нели, толку многу политички репрезенти не може да имате. Меѓутоа, што тие направија за вас? Кај што живеам ја моментално, од години сум, од мои, како што сум се родил, тука сум уште. Ја не памтам ниеден ром што беа по партиите, лидери, да доаѓат да оргират у нашето мало. У Топанското мало. Кај што живеам ја. Тоа е она ромската населба до Есма Речепова, доле, не. Аха. До фуруната приватна што има Кале, одма доле сме десна под страна. Кале. Да, под Кале, Тоа ти кажам дека ниедна партија ромска, лидерите да кажам, не оргира за тоа мало кај што живееме ние. Него оргират овие што ќе доаѓат на власт, кажи ги, како што е сега Сашо Богдановиќ, он се од општина Центар и ние припаѓаме у општина Центар. И сега они оргира. Али ромските партии, како што знам ја, опште не оргира. Сите ме препознаваат веќе, викаат добар ден, како сте? Сите ме знаат, имаме здраво живо со секого, фала му на Господ, од ова полицијата до сега немам проблеми ништо. Едно време има бивша Југославија тоа, али сега фала му на Господ. На 2 пати доаѓам и ве гледам и мислам дека еднаш отидовте и рековте чекајте и дојдовте. Да ве прашам, кајдете во ВЦ, кој ве услужува на овој отворен простор? У ВЦ одиме у ова правдата тука што е. Ја самиот се услужувам, одам да си купувам геврек или бурек. А иначе друго нема кој да ме услужи тука. Јас самиот се услужувам. Ве гледам коефициенти за кладилница. Тоа ви е... Тоа е хоби, ќе ви кажам. Ама се празните или се надевате? Се надевам дека со 20 денари, 40 денари, нешто
Што ќе направите ако добиете, например, 10.000 евра? Па после ја прашам што ќе направите со 100.000 евра? Тие пари да ги добијам, прво ќе си... Значи да остане нешто за внучината, за деца. После тоа ќе се види што треба. Нема кола, такви работи туку. Нема да го затворите овој ова мало дукенче на отворен? Не, ова док сум жив. Заштитени капа, се. Ладно беше. Ладно беше. И да врне и да вее, вие сте тука, а? Тука. Кога врне, чадър и нешто ова продаваме. Хвала му на Господ, ако не те чека капа. Ми рековте за политика Сакън. Оној на сликата тамо... Пендаровски. Значи знаете, а? Да. Кои се тројцата кандидати за председател на државата? Пендаровски, ова женската... Не го знам името, презимето, забора. Гордана Силјановска. Силјановска, два презиме има. И Давкова, да. Давкова, да. И еден од албанска партија. Бленим Река. Млекари, како е? Река, да. Млекали, како е? Кога ги емитуваме нивните пораки, ги разбирате, ви значат нешто тоа ЕУ, НАТО, посигурна иднина? Не, тоа, ти кажам, пред тоа сум ти кажал дека со политиката слаб сум, бавам толку како што треба, али у Европа да се тоа влегувато е добро, како што кажуват, за млади. Ромско мало се оцелија. Едно време Амди Бајрам ги носеше по Германија. Тогаш народот одеа уплашени или? Не уплашени, него сака за боли живот, пошто тука има луѓе што не се на работа доста. И си ода таму како што треба, мислам, има неко по правен пут одеше, а некој не знам како одеа. Али, што кажуваш, Амди Бајрам, нормално за пари се работеше тогаш. Значи никој не работи без пари веќе? Фала Богу, да. Не ми кажавте со 10.000 ќе ја поправите, а со 100.000 евра што би направили ако добиете од овие, да речем, не коцкарници, кладилници? Ке ја заборам сиромашкијата тогаш. Знаете чиви се кладилниците? Ова златна копачка знам дека е на ова кажи го на фила. Едно време беше се слушаше на не го заборави. Ако да кажам на Дарко Панчев. Едно време. Точно не. Сепак е фудбалер, ама не е тоа. Сега сосема за крај уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте љубезен. Што ви е асоциацијата која некој ќе купи, например, 10 врвки вакви бели големи? Ви оди паметот дека некој може да се обеси, например, или дека некого... Не дај Боже за тоа. Не се десило до сега, али некои кога доаѓа да купуват, вели, дај ми некоја јака врвка за бесење. Не дај Боже, велам, таква јака врвка да ти дам за бесење. Долга некоја. Имам долга, ама за бесење не се велам. Не дај Боже да е до тоа. Ама тоа прават шега. Тоа нормално шега се прави. Од муабе се прави. Да, од муабе се прави. А иначе и доаѓа, дај ми 3 пара, 4 пара доаѓа. Од што се заработува најмногу? Од очилата, од врвките или од чистењето? Да ти кажам, осве по нешто капнува. Ако нема денеска врвки, има учистене, не разбирате. Ако нема учистене, 5-6 пара ќе продаеш врвки, 1 пар, 2 пара ќе дадеш наочари, да преска ви кажам 200-300 дена да земеш, јас сум захвален да земам. Дали ви доаѓа понекогаш, бидејќи често пати знаете и сами да бидете, некоја мачење да викате бати државата која кога нема работа, кога нема работа и кога треба за леп да квичам тука. Да. Само тоа, сам себе си го кажувам, кога нема работа. Значи,
мислиш, ти оди паметот. Човечкиот памет оди свугде шета и кога ќе нема работа се нервирам, налет нека е свеве. На зимно време, кога е многу зима, минус 10 додеше, оваа година не беше толку многу, ама пак стоите и тука? Тука сум нон-стоп. И зима и лето. И зима и лето. Зимата, есента повеќе работа имам. Зашто тогаш има кал малку. А тогаш имам работа. Едно време за Скопје, сега ќе бидам груб, за циганите се веруваше дека се беда, сиромашти и така натаму. Денеска настанува една нова тенденција, се пообразовани млади роми има. Некој го препознавате и изборувате на своите, зборат комшиите. Еве и ние направивме образовани и паметни луѓе. Нормално доста роми, ромски деца напредувале и не можеш да им кажеш дека се роми. Толку се културни, интелигентни, образовани. Не можеш да им кажеш дека се роми. Јас сега имам во студио двајца, еден лекар и еден магистар по политички науки во Будимпешта. Беа облечени во сакоа и во панталони по последна мода. И морам да ви кажам дека јас се засрамив, бидејќи се засрамив заради својата, да речем, условна гардероба и стайлинг, меѓутоа она што ми остави впечаток. Тие деца знаат да зборуваат и знаат што сакаат. Дали е време тие да бидат водачи на во овој цел политички амбиент во Македонија? Пак од политиката се зборува. Зашто да не? Зашто да не? Има млади деца роми што имат школа многу завршено, образовани се. Али дај Боже да биде и до тоа да доаѓат они некогаш овдека да владеат. Како ви изгледа ова тенденција од ромите и од отпадот од пластика, картони и така натаму, се направи бизнис од кој цели семејства живеа? Живеат. Ден денес ги има тие што работат со пластика, ги гледам со колешки шетат. Пазите, ако нема друга работа, ако не можеш да опстанеш, мора да се прави нешто, да заработуваш. Дали ние младите ги, како родители, сега прашам, као дедо, родител, ги научивме на готованство, односно, важно е дрога, малце кафуле, малце... А притоа сите одат на запад или се обидуваат да одат на запад. Таму не ги чекаат со кафе на граница и... Абе, одат они да си работат, веројатно, да си работат, да заработуваат некој денар за боли живот. Зашто еве сега младите што се, ја више си го земал своето 60 кустур години на поли, има некои млади што одат, имат едно дете или две, или немат деца, со сопругата, ќе се замене негде, ако се имат школо завршено или заанат некој, ќе се запослат у тоа место кај што ќе одат, значи си го следуваат од животот. А овдека тешко е. За мене тешко е. Што е разликата меѓу ромите во Топаано, ромите во Шутка или ромите, например, чергари под некој од мостовите или од гевгелиските мала и така натаму? Не знам, како да кажам, има роми што живеат добро. Има роми што не живеат добро. Значи чергари се зборува чергари, ама чергари има богати луѓе. Чергари, не. Само зборот е чергар. А има луѓе што живеат надвор, ромите. Како што знам ја под, да кажа, ова железничка станица, таму се живееше, испод неа спиеа луѓе. До... Мажер Мал, познатата 69 улица. Оваму до кај мостот
вардат горе на кај црквата што е доле. И под Кале тамо. Уште живеат народот у шатори. Немат кај да спијат. Ајде излеземе малце од ромите. Да одиме, да речем, уствено во овој наш социјален амбиент. А тоа е прашањето дали ги разбирате луѓето кои викат ке живееме подобро. Како им одговарате на тие што викат ке живееме подобро? Што е за вас подобро? За мене е све исто, а ке живееме подобро сега за ова што се зборува ке се влегува у Европа. Значи подобар услови ќе имат, подобри услови ќе имат, кој што сака ќе оди кај што сака и ќе се занеме. Нема да има едно време како што беше за ромите овие, кажи, како ги кажуват, ја не знам, поцарените, граничките места. Имаш ли пари, немаш ли пари. А тогаш, кај сакаш ќе одиш. Нема да те прашува дали имаш пари, дали нема. Значи, подобар живот. Кажи го подобро ќе се живее. Слобода на движење, што би рекол. Слобода на движење, кај што сака ќе оди. Сега, конечно ќе ми даете ли едни плави, сини чеви? Ова врвки? За плитки кондори, за нив. За тие, да. Може. Чекај ја забори. Дај. Овие потемните поубави не се? Овие? Да, тие потемни. Може. Еве еден од мене е гратис. Од тебе е еден, од мене гратис. Ке, морам да кажеме кај гратис, иначе ќе ми бараат потекло на пари од ова. Не. Не. Добро, уште еднаш ви благодарам. Како беше името? Елес. Елес? Кахрима. Елес, поздрави дома. Фала многу. И се надевам дека ќе направиш вистински избор, барем деца да ги извадиш на пазар, на виделина и на живото. Дај Боже. Фала ви многу уште еднаш. Молим. Да сте живи и здрави. И ние исто. Фала ви многу.